И, драги гледачи, стигнавме до големото NBA финале, Golden State против Boston Celtics. Вечер е првата утакмица, кој би рекол реално, може би Golden State ги предвидувавте да стигнат до финале, ама Бостон, со оглед на тоа какви беа до полусезона, ретко кој би рекол дека Boston Celtics ќе се најдат во големото финале. Јас како фан вечити на Лейкерс не можам многу да се радувам на успехот на Бостон, меѓутоа многу ми е драго што Джейсон Тейтум пред се успеа конечно и Джейлен Браун нормално да ја надмине она, да речам, клетва што ја има, што не може да опоминат конференциското финале толку години. Феноменална партија и на Тейтум и на Браун. Кажав и прошлиот пат дека Джейлен Браун ќе биде X факторот во оваа серија. Не излажав, затоа што Джейсон Тейтум даде 25 поена во просек, ама Джейлен Браун беше 24,1. Значи, тука негде. Кој е фаворит за големото финале? Ќе се навратиме малце подоцна, сега да ги заокружиме претходниве серии, конференциските финалења. Реков Бостон у 6, ме изненади реално Джими Батлер со таква партија во Game 6, 47 поени на гости. Значи, буквално Джими Батлер изгриза и даде све од себе и греота беше дури да се гледа во Game 7 како нема буквално поддршка од никого и толку можеше сам. Стварно ме изненади, мислев дека Бостон 100% ја добиваат утакмицата пред своја публика, дека ќе ја решат работата во 6 и буквално сите NBA аналитичари и цел свет го предвидуваа истото. Али ете, Джими Батлер не мислеше така, успеа да изборат мајсторка дома пред своја публика, Мајами, ама тука се виде која е подобрата екипа. Уште сметам, ми сметав претходно дека Бостон има повеќе парчиња што вклопени заедно даваат подобра екипа. Беше сам во напад Джими Батлер, осамен од прости причини затоа што кој? Кайл Лаури на 37 години што не можеше да трча, ќе даде офанзивен придонес. Бем Адебајо ќе даде офанзивен придонес. Се е кул, многу добар дефанзивен играч, ама во напад значи се губи од утакмица во утакмица. На една утакмица 30 коша, на другата 8, па на другата 20, па на наредната 4. Значи, ало дечко, полека, смири се, што преш? NBA играч си, немој да се плашиш да шутнеш топката, биди многу поагресивен. Джими Батлер го гледаш, дава се од себе, буквално на сила, на волја ги дава поените, со глава од зид иде, а тебе те нема. Значи Бем Адебајо мораше да биде многу подобар офанзивно за да би сакале Мајами нешто повеќе во оваа серија. Тайлер Хиро и Данкан Робинсон, Тайлер Хиро играше повеќе, беше и повреден, ама Данкан Робинсон не го видовме. Буквално остана на клупа залепен. Знае само да шутира тројки. Ако не му тргне тројката, тогаш е буквално неупотребливи. Во одбрана го бушат, го прајат како сталка. Значи у плейофов доаѓа до тоа дека мора да си ја одбраниш, мора да бидеш она point difference. Ако не си над 0 или околу 0, онда не си за на терен, седи на клупа. Данкан Робинсон исто потпиша огромен договор и мислам дека може и да си иде лето од Мајами. За разлика од нив го гледаме Макс Штрус, феноменално изигра. Значи Макс Штрус се продаде буквално себе си, заслужува и побогат договор од Данкан Робинсон. Човече и у одбрана и у напад, ја не знам од кај никна човекот. Браус. А зошто е тоа така? Затоа што едноставно е поголем, поснажен, пофизички спремен, не можат да го туркаат, да го внесат у кош како што можат Робинсон и Хиро. Во напад одличен, таа лудата тројка за да стигнат на 2 разлика у Game 7. Кај Лаури се држеше за глава као шо шутираш, ама и теа влезе. Одлична игра на Макс Штрус, одлична игра и на Гейб Винсент. Значи он игра пред Хиро и Робинсон. Од истата причина пофизички спремен може да се носи и во напад и во одбрана со своите противници, со својот мечап. Така да Мајами има реално потенцијал и гледам дека во наредниве 2-3 години може да стигне повторно до ова место дека што беа сега и дека со неколку појачувања и со многу подобар Бем Адебајо можеби и да стигнат во финале па и да освојат некоја титула. Затоа што Джими Батлер го заслужува тоа. Бостон едноставно беа too big за Мајами во серијава, мислам дека ќе биде така и во финалето. Ќе се навратиме на тоа подоцна, кога ќе ги видиш мечапите на другата страна. Бостон имаат size advantage и тоа како спремни момци да одговорат на секоја задача во одбрана. Свака час ја стварно во изминативе години немам видено ваква добра тимска одбрана од една екипа.
Така да, thumbs up за тоа. Секако од Мајами има и повеќе scoring options. Джейсон Тейтум, Джейлен Браун кажавме беше рамо до рамо поентерски со него. Маркус Смарт даде солиден придонес. Дерек Уајт за селувањето на полусезона одлично заселување. Дерек Уајт исто така даде супер придонес. Грент Вилијамс солиден, Ал Хорфорд нормално. Така да кога ќе ги ставиш на вага реално Бостон Селтик заслужено поминаа дале и според мене требаше и во шестата утакмица, ама ете, видовме што се деси. Ако ќе ми текне дека Джейсон Тейтум има само 24 години, само 24 години, драги гледачи, страшно. Стварно во суперстар се претвара и мислам дека ова може да биде, значи источната конференција може да биде негова во наредниве 10 години, ако останат заедно буквално. На полусезона сите шушка, збореа време е да се разделат Тейтум и Браун, не иде вака, не можат да коегзистираат, двајцата се бол доминант, ја сакаат топката, се тепат кој да биде звездата. Видовме дека не е така. Не знам дали е до име Удока, прва сезона како хед коуч, одма во финале, свака част покажува до сега дека е одличен тренер, чим успеа такви алфа мажјаци да ги наречам двајцата, да ги натера да живеат и да јадат заедно од истата софра, свака част, бравос, многу ми се свијат како екипа. Ја како Лейкерс фан ми е забрането да навијам за нив, ама бидејќи Коби го зеде по своја закрила Тейтум, нели го тренираше и се, видовме како му содржи во финале со носејќи го неговиот ристбенд и пишувајќи му текст пред утакмицата. Кога го видов тоа, буквално се најажив. Секоја чест за Джейсон Тейтум и секоја чест за организацијата на Бостон, да му дозволат и да си дозволат и оние траки со број 24 на таков Лейкер грейт. Секоја чест, тоа покажува дека кошарката е над се и пред ривалство и пред се. На запад многу сакав Дончич да иде у финале, али секако му е рано за тоа. Во претходното видео малку навијачки кажав Далас у 7, потајно знаев дека Golden State се многу по искусна екипа и дека ќе идат дале. Се надевав само на некој изненадување од страна на Дончич, прикажа одлични 5 партии, но не можеше, не беше сам, играа добро и Брансон и Динвиди, но тука се гледа дека за оној next step за големо финале, дека му треба уште еден all-star соиграч. Има одлични two-way играчи во Фини Смит, во Реджи Булок, толку им беше силата за Маверик, значи кој што кажав се виде потребата за уште еден квалитетен играч што ќе биде night in and night out, онака reliable, што ќе може да даде придонес и во гости, затоа што овие епизодни играчи играат добро, меѓутоа повеќе на домашен терен, на гости као малку ми се губеа. Можам да кажам дека буквално Далас беа talent-wise гледано на хартија дефинитивно далеку најслабата екипа на хартија меѓу најдобрите 4. Така да со тој состав Джейсон Кид што догура до таму, буквално е за симнување на капа и Далас може да бидат премногу горди на овој успех и со главите горе да си идат на заслужен одмор во Канкун. Лука рече дека нема многу да одмара и дека ќе игра и на европско за репрезентација, така да секоја чест за тоа. Како што на исток го гледам Тейтум да доминира во наредниве години, така западот припаѓа на Лука. Од страната на Warriors пак го гледаме полека но сигурно, Клей Томсон како се враќа во старата форма. Супер серија имаше против Далас, исто така Ендрю Уигинс изненади со својата добра игра. Во одбрана го чуваше Лука, не беше толку успешен, да речам, во чувањето на Лука, затоа што нема кој реално да го сопре него, меѓутоа во напад даде доста солидна поддршка и во просек беше и втора опција после Стеф Кари поентерски. Така да Ендрю Уигинс ќе биде и доста клучен и во нареднава серија, односно во финалето против Бостон. Мора да изигра јако, исто како во претходнава серија, ќе има тешка задача, сигурно ќе го пуштаат него да ги чува Тейтум и Браун. Ако Ендрю Уигинс успее да изигра како што изигра со Далас, мислам дека серијата, односно финалево, ќе иде у 7. Што е уствари најголемата предност на Golden State е тоа што се екипа на ранс, на серии. Може да те издуваат надвор од салата за 2 минути. Го бришат секое водство за 2 минути. Губеат 19 разлика од Далас, за 3 минути им го избришаат цело водство. Човече, значи кога ќе им тргне на такви играчи како Кари, како Томсон, Джордан Пул, секоја чест, значи мораш да имаш соодветен одговор на нивниот ран кога ќе дојде, затоа што знаеш дека еднаш во утакмицата доаѓа. Тие 4-5 минути пеколни што ги наметнуваат Golden State, дали во трета четвртина или во четврта, знаеш дека доаѓаат. Ама обавезно доаѓаат, без промашај. Значи не може да промаши Golden State да нема таков ран во една утакмица. Во тие 5 минути
Значи, мора да дадеш соодветен одговор и во одбрана и во напад, машки да издржиш, а Далас го немаа тоа. И затоа се виде 4-1. Лабаво има многу поголем одмор Golden State неголи Бостон. Поодморени нозе, тоа ќе сигурно ќе се рефлектира во првите две утакмици. Така да Бостон за да би одговорил на играва на Golden State мора во тие 4-5 минути нивни луди реално 4-5 минути да бидат способни трезвено, сигурно да згазнат на нозе и да одговорат на тој Golden State фамозен ран. Општо гледано, двете екипи се со различен стил. Бостон се дефанзивно ориентирана екипа, играат повеќе possession напад, додека Golden State играат многу побрза кошарка. Исто така се јаки дефанзивно. Значи, како што реков на почетокот, се работи за двете најдобри дефанзивни екипи во NBA моментално. Иако на прв поглед Golden State не делува дека е толку добра дефанзивна екипа, затоа што ги имаш па сите овие опции во напад, ама го имаш тука Дреймонд Грин, што е важи за еден од најдобрите дефанзивци па и во историјата на NBA. Младеви играчи како Вигинс, Пул, Куминга, Гери Пейтон. Гери Пейтон ќе се врати во финалево, во Game 1 и мислам дека ќе даде солиден допринос од клупа. Двајца одлични тренери, Стив Кер е веќе докажан, има Удока, како што кажав, прва сезона хед коуч, прва во финале. Двајцата се школа на Грег Попович, значи очекуваме, според ова што видовме до сега, очекуваме стварно битка и на тренерите, на тактиките, кој ќе биде поуспешен со конците на теренот да ги повлече во право време и мислам дека која екипа ќе биде поддисциплинирана да го изведе на теренот она што тренерот ќе го зацрта, мислам дека таа екипа ќе победи. Неќам да се разбацувам тука дека многу сум сигурен кој ќе тепа. Јас моментално поише сум на страната на Бостон и мислам дека во 7 Celtics ќе освојат. Тоа би било стварно огромен успех за оваа франшиза и за млади играчи како што се Джейсон Тейтум и Джелен Браун. На 24 години да ги поминеш во прва рунда Кевин Дурант и Ирвинг, во втора рунда reigning champions Антетокумпо и во трета рунда жешките Мајами што беа прво место цела сезона во Исток и во финале се среќаваш со Golden State. Буквално ако Бостон освојат оваа година ќе го зацементираат Джейсон Тейтум како топ 10 играчи во лигава обавезно, ама и како суперстар што во иднина ќе се вброи во топ 10 all-time играчи, зошто да не. Човекот има 24 години, а го гледаме више 5-6 години во плейофот секоја година. Као и на Леброн Джеймс пред 4-5 години му правеше проблеми. Браво, секоја чест. Нели реков подисциплинирани, што тоа значи не можат ни едниве ни другиве да си дозволат на себе да имаат такви лоши мигови во една утакмица како што пример има Golden State со Мемфис кога губеа 50 разлика. Значи таков кикс не можат да се дозволат во оваа финале. Или па Бостон во Game 7 сега против Мајами водеа 11 разлика на 2 минути и 40 до крај и дозволија Мајами да се врати буквално на шут за победа имаше Джими Батлер. Значи таква слабост, таков момент на слабост, таков блиц да им се деси да ги фатат неспремни, другата екипа сигурно тоа ќе го искористи. Не смеат такви лоши моменти да им се случуваат во финалево ако сакаат да освојат. Значи дефинитивно екипата што ќе биде по-дисциплинирана, по-стабилна, ќе освои титулата. Golden State се далеку поискусна екипа, имаат играно многу финалења. Стеф Кари и Томсон се дел од последните 6 во последните 8 години, во последните 6 финалења, така да додека за цела екипа, буквално и цела организација на Бостон моментална ова име прво финале. Не знам, нема да ме чуди Golden State да освои, но имам така некое чувство дека Бостон ќе биде шампион. Right. Тоа е кошарката, драги гледачи. Тоа е тоа, дечки. Ставете лайк, subscribe, share, таму споделете со тие што ги знаете што сакаат NBA. Ако се одложи серијава и иде удале, сигурно ќе се вклучиме понатака со уште едно мое гледиште и мое видување. И да не заборавам, слободни фрлања се враќа многу наскоро со многу нови идеи, различна содржина, поразличен формат на емисијата. Фала ви уште еднаш на вниманието и се гледаме во следно видео.